Кој ја загадува Струмица, домаќинствата или индустријата? Тоа беше главното прашање на кое се дискутираше на состанокот на локалниот совет за превенција во Струмица. Раководителот на секторот за инспекцијски надзор во општината, Ѓорги Чукарски, вели дека тие се држат до студијата што ја изработија експерти од Универзитетот Гоце Делчев во Штип, која вели дека најголем загадувач во Струмица се домаќинствата. Меѓу нив ги спомнаа и земјоделците на потегот од селата Куклиш, Свидовица, Банско, каде поради раноградинарското производство се трошат илјадици кубни метри дрва за затоплување на пластениците. Но загадувањето доаѓа и од горењето на отпадниот пластичен најлон, кој според инспекторите нема каде да се одложува, па го палат. Значи, соначалното даде добра идеја да направиме преку комуналец претоварни станици и да земат комуналец, ќе се активно ќе се вклучува еден процес, ќе се добие лиценца не само по закон за комунални дејности, по закон за управување со отпад, да го третира тај отпад. Што мислам дека ќе е многу добро и позитивно. Но со овие тврдења не се разубедуваат екоактивистите кои со години алармираат дека најголем загадувач е индустријата. Нивните сомнежи се дека капацитетите горат и отпад, што е причина за енормното загадување. Ѓорги Танушев се повикува на статистиките на Центарот за јавно здравје од 2023 година, каде кај децата до 18 години во Струмица најчести се невролошките и циркулаторните заболувања. Но што е тука битно? Истите тие статистики има и се близко до Битола и Кичево. Битола има рек Битола, комбинат кој што се гледа од сателит кој гори. А Кичево исто има рек Посолна. Прашање што има Струмица. И тука е словно што мораме ние да го детектираме. Да, загадуваат домаќинствата. Но дали е тоа доволно? Дали струмичките домаќинства загадуваат повеќе од другите домаќинства од другите градови? Дали само Струмица е котлина? Зошто ова лето, од 1 јуни, Струмица беше најзагаден град? Тоа што градот со години наназад е на врвот по присуство на PM10 и PM2,5 честички во амбиенталниот воздух, ги вознемирува граѓаните и тие бараат не само конкретни одговори, туку и итни решенија. Општина Струмица најави за честени воредни контроли по капацитетите и казнување на загадувачите.